Повозрастните често знаат да кажат дека компјутерите и интернетот се за младите. Но дека не е така, тука е да ни покаже Ѓорги Лавчиски, најстариот блогер во Македонија. Добро вечер, дедо Ѓорги. Добро вечер. Пред се, дали ќе може да им објасните на гледачите што е тоа блог? Блогот и блогерот не е многу познат како поим, а потекнува тоа акроним од веб, мрежа и од лог финес, значи се финансуваат постови во интернетот. Сега што е тоа блогерај и блог што е? Тоа е хронолошки низ од статии поредени, првата е последна, последната е прва, значи хронолошки. Тоа е блогерај. Сега, поединечниот низ, статијата или членокот на српски се вика пост. Така да блогерајот ќе се состои од постови, од статии. Тоа е најкраткото објаснување за блогерајот. Какви теми може да опфатат статиите што се наоѓаат на блогот? Тоа е толку широко, да кажам мало посмешливо, како на битва. Нема што нема. Значи, од тривијалности до изузетно, исклучително сериозни теми. Многу слободни, нема ограничување, ограничувањето е самата личност и усетот за евентуално некоја етика, морал или нешто слично. Рековме дека вие сте блогер. Со што се занимавате, какви теми опфаќа вашиот блог? Па јас имам разновrsни теми. Но глобално или во целина, така еден пресек или просек и едно и друго, се така наречени српски злободневки. Значи, нешто што се околу нас случува секојдневно. Од лична сфера, од општествена сфера, од политичка сфера, не се уплетувам во политика, меѓутоа ако тоа се некои политички појави кои пречат на еден удобен живот, да речем, јас ги мало подкачувам така најнајно, без да предизвикувам полемики, калги и така натаму. Вие од кога се занимавате со блогерство? Па, од кога? Јас сум по вокација информатичар. 1971 година донесов прв компјутер во Македонија. Кога почнах со блогерот? Па не многу одавно, не многу одавно, затоа што се бавев со други работи, скулптури, книги и кога заврши таа парала, више не може да пишувам озбилно, да ми некој издава. Јас се дадов на тие мали теми и почнав да учествувам во блогерот. Тогаш. И затоа што е тоа кратко, затоа што се теми секојдневни, затоа што се блиски на луѓето. Колку често уфрлате нови истории на вашиот блог? Па не многу, не сум многу продуктивен. Не, јас повише се интересирам тоа што не знам да научам, пошто ќе ви кажам дека така поприлично јазици знам. Нешто да им препорачате на младите, бидејќи вие на 84 години се занимавате со интернет, што треба тие да направат? Јас уште можам да произведувам нешто. И на младите ќе им кажам нешто што ќе биде карактеристика на блогерајот. А таа карактеристика е речено следна. Зашто да учествува во тоа? На блогерот многу замераа дека е фрагментарен, дека одвлекува внимание, дека после тоа ништо не се случува, дека е така една адолесцентно изживување и така натаму, ама занемеруваат многу озбилни пера, луѓе, писатели, глумци, научници, дека таму пишуваат, и тоа го стават на страна, става тој тривијалниот дел кој го има сегде. Епа, ги поздравам сите ваши гледачи и бидете здрави и весели. Тоа е пораката. Благодарам многу, дедо Ѓорги, исто и за вас. Ова беше дедо Ѓорги кој што ни појасни малку што е тоа блог. А вие, покрај тоа што треба да читате, можете и да напишете некој блог. За да пишувате, ја препорачувам страницата www.tiptype.com. На неј се многу лесно ќе научите како се чука на тастатура брзо и за низ 10 лекции.